Добар ден, благодарам на присуството. Во насока на брифирање на медиумите по однос на она што се случуваше во текот на денешниот ден, денеска е и оваа средба. Планирано е да се формираат работни групи помеѓу политичките партии кои што ќе работат на предлог за белешки кои што се проблематични во целиот овој текст. Предлогот е во тие работни групи помеѓу политичките партии да бидат по двајца представници од ВМРО ДПМН и СДСМ, по еден од ДУИ Алијанса и уште еден од помалите парламентарни политички партии. Првата средба се очекува да биде утре, времето и местото се уште не се дефинитивно договорени. Персоналниот состав на овие работни групи дополнително во текот на денот ќе биде договорен и ваквиот процес доаѓа по повикот на председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски да се разговара за измени кои што предлогот ќе подобрат и ќе се вметнат одредени забелешки кои што се на штета на државата и на националните интереси. Тогаш во изјавата председателот Мицкоски ги кажа 4 забелешки кои што ги има, за да не ги повторувам истите, познати се за јавноста. Она што можам да кажам е дека работната група на ВМРО ДПМН и предложите кои што ќе ги дава на таа работна средба ќе бидат во насока на заштита на идентитетот, јазикот и отргнувањето од бугарските мегаломански барања врзани со негирањето на историјата. Отприлика тоа е она за што би сакале вака да ви информираме, доколку има некое дополнително прашање, повелите. Каде би се лоцирали вашите забелешки? Дали во францускиот предлог или во евентуално протоколот? Видете, тогаш изјавата на ВМРО ДПМН беше да се избришат членот 11 и членот 14 од протоколот, а потоа во преговорачката рамка, каде што имаме принципи врз кои што се водат преговорите, да ги избришат членовите, каде што се годишните прегледи и делот на кој што се повикува протоколот на првата меѓувладина конференција. Бришењето нова обезбедува европска иднина за државата и секако токму тоа е и причината на тие работни групи да поразговараме, да и доколку можеме да влијаеме во суштинскиот текст на она што го имаме. Доколку потоа се донесат или се разговара за одредени заклучоци, истите треба да се модифицираат, да се стават на хартија, да се разговара по нив и секако овие денови дополнително ќе имаме дополнителни брифинзи и информации по однос на работата на овие работни групи, доколку профункционираат во текот на утрешниот ден. Има ли простор за промена, бидејќи овој предлог беше некако не беше представен како дефинитивен? Штом се става на маса да се разговара и има желба да се разговара, очигледно има можност да се најдат одредени поместувања по однос на сите овие ситуации. Меѓутоа, повторно ќе кажам, тоа зависи од текот на настаните и она што ќе се случува на средбите на тие работни групи. Да почнеме па да видиме. Значи, штом се седнува на маса и едноставно се дава шанса на процесот, се надевам дека може, доколку се сака, и да се најдат одредени заеднички решенија по однос на ова. Ајде да почнеме да видиме. Очигледно имаме различен пристап на влезот во ова. Потребна е средба, потребно е гледано од двете или од 4 страни или повеќе страни, да речам, средба на која што ќе се разговара, да се слушнат предлозите кои што ќе дојдат. Она за што би можело да се разговара е, повторно ќе кажам, сите заедно да влијаеме суштински на текстот. Заклучоците се една работа, преговарачката рамка е друга, да се седне, да се почне да се разговара и да видиме дали ќе може да се изнедат одредени решенија по основ на сите овие отворени прашања и забелешки кои што ги имаме. Не само ние, туку и голем дел од владени коалициони партнери. Па ние имаме примери кога порано во претходни ситуации донесување на заклучоци на собрание не биле облигаторни и дека не се почитувале. Така да не би сакал да коментирам пред време, очигледно ние ниту последната резолуција, односно декларација која што ја донесуваме за Бугарија, дословно не ја испочитуваме во сите оние нејзини 7 точки кои што ја напишаме.
Се согласувам, меѓутоа апсолутно не, затоа што ние прво ќе седнеме да видиме што е тоа, доколку има обиди за вакво нешто, инсинуации или слични работи како што вие ги спомнувате, ќе излеземе и ќе ги кажеме јавно пред македонската јавност. Во некој случај протестите ниту ги организира ВМРО ДПМНЕ, а тоа се граѓански протести, се гледаме дека да речам, револтот на граѓаните е огромен и ниту сакаме, ниту имаме обврска, ниту пак можеме да влијаеме на прекин на овие протести. Благодарам. Апсолутно, во текот на денешниот ден е закажана средба со председател на Европскиот совет Шарл Мишел, да видиме во кој состав и на кој начин ќе биде таа средба организирано. Секако сакаме да ги изразиме и нашите забелешки по однос на овој документ кој што беше изготвен, а опозицијата не беше вклучена во неговото изготвување. Благодарам.